Стартуваме со црвена линија. Почитувани, добар ден и се надевам дека ќе бидете дел од ова наше денешно издание. А секако на самиот почеток ќе ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. Победничката харвардска двојка на изборите во Бугарија носи промени во бугарската политика. Дали ќе има пресврти во односите со Македонија? Гледате вечерва во Топ тема, дебатираат Владо Бучковски и Маријан Ѓорчев. Топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Василева. Одиме на светско првенство, таму ни е место. Одиме на светско првенство. Седни на свое место. На моето место. Како сте ми, драги мои гледачи? Дали вие вчера гледавте? Нормално е кога гледавте. Јас од дома, те од стадион. Од стадион, таму се за вас, сум правил, сум снимал, после ќе покажеме, не е никаков проблем тоа. И сега се надоврземе на нашата... Убава енергија ми донесе. Така, да се надоврземе на нашата главна тема денеска. Колка награда треба да им се даде на нашите репрезентативци по овој успех што го направија вчера? А секако имаме и актуелна подтема, не се грижете, повторно е за фудбалот, она што сакаме да ни откриете, што би издвоиле и што најмногу ви се допадна од надпреварот вчера. Знаете 02-307-6677. Сега имаме повторно причина да зборуваме во црвена линија и се разбира да бидеме позитивни и расположени. Меѓу другото, мојот експерт за голови ќе најави нешто што ни подготви. Токму така, вие знаете како ние почнавме цела оваа наша сезона во квалификациите за светското првенство, па сите тука ја и ти насредивме прилог да ги видиме головите од првата утакмица до вчерашната последната, да ги видиме заедно. Ете, вчера вечер имавме победа и тоа победа која што ќе не носи се поблиску до квалификациите за светско првенство. Ќе зборуваме нешто подоцна, секако ќе ни се објасни тука експертов мој за бараши, голови и така натаму. Значи, победнички стартуваме оваа недела и ве очекуваме прецена 02-307-6677. Според вас, колкава награда треба да им се додели на дечките, кои што веќе два надпревара поред играат одлично. Имаме и уште една подтема. Повторно збориме за надпреварот. Да и лично да ни кажете, издвоите што најмногу и кои моменти од надпреварот ви се допадна. Оставаме на вас. А ако малку ви е потешко телефонски, секако за социјалните мрежи, покрај експерт за голови и фудбал, имаме експерт и за социјални мрежи. Така е, за како не добиете на нашите социјални мрежи, на Facebook црвена линија, во месечки ни пратите ваше размислување за темата, за подтемата, за вчерашниот меч, било што сакате, слободно пишете. Исто така на нашите други социјални мрежи, на Instagram и на Twitter црвена линија, исто и таму може да ни пратите порака, но исто така може да ни пратите ваш никнейм за на Skype, Zoom, за преку видео повик да ве видиме, вашата енергија да видиме за вчерашната победа. Исто така си знаете на традиционалниот начин на 02-307-6677 да звонете, ве чекаме, имате 120 секунди за ваше мислење, тоа се правилата и кога ќе имаме гледач на линија, ве молам, немој да чекате да завршиме, слободно зазвоните, имаме повеќе телефонски линии, како што си редот, ќе си дојдете, ќе си кажете ваше мислење околу сето тоа. Го имаме секако и Златко Андоновски, потпаролот на Фудбалска федерација на Македонија. Супер, леле. Втор пат ви посакуваме црвена линија, нели да ви тргне и некако тргнува сега. Бе, до нас е. Значи Златко дефинитивно пред надпревар прво контакт со мене и тео и после одете на терен и ова ми се свиѓа 3 гола, 5 гола. Следниот пат нека бидат 7. Како е вака победнички расположено после она вчера вечер? Чувството е прекрасно. Велат, ќе бидете попаметни кога ќе ја преспиете вечерта, но навистина е тешко со зборови да се опише атмосферата која што ја доживеавме по завршувањето на надпреварот против Исланд. Благодарност до сите вас, благодарност до навивачите на македонската репрезентација кои во голем број ја бодреа Македонија на националната арена. Имаше неверојатна енергија, фудбалерите и стручниот штаб се разбира дека тоа го почувствува и беа најдобри кога е најпотребно за надпреварот кој ни донесе историски бараш надпревар за пласман на Мундијалот во Катар 2022. Одлично го спомна зборот барашеве за луѓе како мене, а многумина не им е јасно, барем оние кои што не се разбираат многу во фудбал,
Што подразбираме, што тоа бараш, кои групи ќе се влечат, што сето тоа значи сега во иднина за нашата репрезентација? Кон крајот на ноември ќе има извлекување за противниците во групната фаза на македонската репрезентација. Ќе се формираат 3 групи по 4 репрезентации, само најдобрите ќе бидат дел од мундијалот во Катар. Тоа значи дека македонската репрезентација ќе одигра 2 надпревари, дај Боже, полуфинале и финале. И на тој начин се обезбедува конечната виза за светското првенство во Катар идната година. Има многу силни репрезентации кои ќе играат во баражите за светското првенство, меѓутоа видовме на кој начин Македонија може да се спротистави на било кој противник. Апсолутно фудбалерите знаат дека имаат неверојатен квалитет, мотивација, енергија, имаат историска шанса за резултат кој ќе се случува сега, па кој знае кога, и тоа е мотив повеќе да одиграат извонредно и одново да ја израдуваат македонската спортска јавност. Тео и Тино од Црвена линија секако пред секој надпревар задолжително ќе се јавуваат да посакуваат само успех. Да, апсолутно. Мене ќе ми биде, мислам, ритуал ќе ми стане. Златко, еве, ти може да ни откриеш вака приватно како се прославивте, видовме во соблекувална. Значи, еуфорија голема, но еве, дали конечно им се даде шанса малку да се опуштат и навистина да се уживаат во победата, бидејќи пред големи надпревари знаеме дека се ригорозни. Правилата, се легнува во рано, се станува рано. Како прославивте? Да, речиси една седмица репрезентацијата беше во целосен карантин. Синоќ ја прославивме, тимот прослави во еден скопски ресторан до раните утрински часови. Веќе денеска се со обврски во своите клубови. Само Тихо Костадинов останува до петок во Македонија, сите останати се заминати во клубовите во кои што настапуваат. Меѓутоа имаше убава атмосфера, радосна, на крај го заслужија сето тоа, бидејќи тоа се нашите херои, заедно се разбира со селекторот и со сите останати од техничката служба на Фудбалската федерација на Македонија. Победата е огромна, меѓутоа не мислиме дека тука ќе запрат, напротив, ќе дадат се од себе да ја радуваат јавноста во Македонија и да не обединат на крајот на денот, бидејќи спортот, фудбалот е тој што ги носи и тие моменти на радост, на среќа, на еуфорија. Еве, накусо за крај само откриме кој ти беше најдрагиот момент од целиот надпревар или што би издвоил воопшто, бидејќи иако си потпарул, ти си постојано со нив и особено кога се случува ваков надпревар, можам да замислам и ти лично како го доживуваш. Лично за мене моментот на вечерта беше насмевката на селекторот Благоја Милевски на пресконференцијата, откако го праша дали оваа репрезентација има сличности со репрезентацијата која играше 2017 во Полска. И моментот, односно изразот на лицето, таа насмевка на Милевски, подсетувањето на првото европско првенство во Полска 2017 и сега со оваа репрезентација беше за мене барем моментот кој јас ќе го паметам, а се разбира целиот тим, целата енергија, публиката која што беше неверојатна, головите на Елиф Елмас и на Алиоски, сите тие еуфорични моменти на фудбалерите по завршување на надпреварот, моментот на чекање на одлука дали е регуларен голот на Дарко Чурлинов или не, имаше убави моменти и дај Боже да ги има и во иднина. Благодарам што одвои повторно време и се надевам повторно со Тео ќе бидеш заедно со нас во некој наредно издание на Црвена линија и се разбира да говориме за уште резултати и вакви победи, тоа со супер голови. За добри резултати. Ватерполо резултати, да, не 2-1, него вака 5-0, 3-1, 7-0. Благодарам, Златко, ти посакуваме убав остаток на денот, остани со нас Црвена линија, а ние сега им даваме предност на нашите гледачи и велиме добро вечер или добар ден според сатницата, добро вечер според тоа што немаме повеќе ден. Здраво, здраво. Дали се слушаме? Ало, добро вечер. Во програма сте.
Повелете вашите 120 секунди. Поздрав за вас во студиото, поздрав за дечките, за фудбалерите, секоја чест. Значи, стварно, последните две утакмици играат супер. Супер, и тоа не радува, и јас мислам дека треба да се наградат, и тоа добро да се наградат, а посебно да се награди секој постигнат гол. Да, Што би издвоиле? Извините, еве. Јас сакам да ни откриете и што најмногу вака би издвоиле како моменти од надпреварот вчера, најмногу што ви се допадна. И дали бевте на стадион? Па видете, јас посебно би ја издвоил утакмицата со Ерменија. Значи, дечките супер, да, и секоја чест. Значи, треба максимално, јас не влегувам таму во износот, али максимално да се наградат и секоја чест за нашите момци. Им посакувам понатаму успех да се пласираат за светско првенство. Да, боже. Уште нешто да додадете, можеби, бидејќи се уште имате време? Тоа голем поздрав за вас и за дечките, секоја чест. Па е. Голем поздрав и до вас, останете секако со нас. Во очекување сме на следен гледач, она што бараме од вас на 02-307-6677 е секако да ни го откриете вашиот став околу тоа колку и како треба да бидат наградени момците по овие успеси кои што ги остваруваат како репрезентација и секако кои моменти би ги издвоиле. Тео ми беше на стадион, не можам да издржам и него морам да го прашам како си помина во живо. Таа возбуда, сето тоа што се чувствуваше, многу беше во сите заедно пееме. Се чувствува и гледач. Како унија, да, да. Чувствуваме гледач. И гледаш имаме, да. Добар ден. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добар вечер. Добро вечер, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте. Пред се да искажам големо задоволство дека јас како македонец пред 30 години некаде таму бев во право, нели, според сегашни успеси на наши македонски спортисти дека Македонија може, дека Македонија наша мајка Македонија ја бидува. Тогаш за жал дел македонци не верува ни во својата мајка Македонија, ни во наши македонски спортисти, ги омаловажува, ги плука дека нас не бидува, ние немаме спортисти, ние немаме ништо, да ќе станеме таму, не знам, како не баре Јужна Бановина, за тој ги селекции да набиваме. И фала Богу, еве и тие што тогаш плукаа по мене, и во овие 30 години што плукаа по мене и по Македонија, по наше, ги демантира нашите спортисти, па се надам дека и тие сношти се радуваја, што беа нели против независна македонска држава, против наши државни селекции, против наши македонски спортисти. Сега, колкава награда заслужуваат нашите спортисти, мислам дека тие она изјава кој беше, дали Докузовски, како го вика нашиот селектор, нели, на кошаркарите, кога бевме четврти во Европа, за малку фалеше да имаме медал, тој кажа дека ние, иако не освоивме злато или медал, на наша македонска публика, нели, на плоштад Македонија во Скопје, му рекол, вие сте нашиот медал. Од тука мислам дека овој наши македонски херои, наша македонска фаланга, нели, Гоце Делчева, Александрова фаланга, мислам дека не се толку за пари, туку тие гинат за Македонија. Дај Боже нашиве власти конечно да гинат за Македонија, а не да ја предаваат и обезличуваат. Нека учат нешто нашиве спортисти, не само тендери, предавства, уништување, обезличување. И фала Богу што имаме Филип II македонски како арена направена од Груевски ВМРО, од чигравме на некој небаре селски стадион. Добрите дела се памтат. Поменете. Уште малку секунди остануваат, да знаете. Вечна Македонија, никогаш северна, само свето име Македонија. Истече времето, благодарам за вашето учество, а сега малку и одишка со реклами. По малата пауза, како што слушам, имаме гледач на линија. Здраво, здраво. Ало. Да? Добро вечер, во програма сте. Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушаме и повелете. Ало, добро вечер. Да, Добро вечер. Ве слушаме, гласно и јасно. Ве поздравувам и посакувам се најубаво. Благодарам. Пред се да им честитаме на сите фудбалери, на стручниот штаб на нашата репрезентација и многу успехи понатамо. И во баражата имаме
уште подобар успех. Јас пак ќе типувам само Португалија да не ми падне во бар. Нека падне и нив ќе ги утепаме. Па можеме да ги сомереме со 1-0, ако не 2-0. Па зашто не? Јас пак типувам 2-0 и во бараш дека Македонија ќе тепат 2-0. Кој сака нека падне. Кој сака, меѓутоа свака им час одиграа дечките, многу убав фудбал прикажа, честитки до сите нив, до цела репрезентација. Има пат на играњата во второто полувреме, меѓутоа тој пат мора да го одработат. За разлика со претходната утакмица беше по-добра одиграна 5-0 без разлика на головите. Меѓутоа овој пат имаа појак противник. И затоа не смеа да дозволат второто полувреме да играат така меко и така неажурно како што знаат да играат. Од мене совет. Друго, јас мислам дека ќе се квалификуваме сигурно и баража ќе го поминеме ако играме онака сложно како што играат дечките до сега. Така е. Кај нив се игра фудбалот, а не политиката. И ја би ве замолил кај вас, гледачите, да не им дозволувате да го политизираат спортот. Затоа што политизирање на спортот е загуба на спортот на Република. Ако влезе политиката во спортот, тие ќе губат. Сите стадиони ги направија граѓаните на Македонија, не една партија, Република Македонија. Од джебовите се наши, а некој нека не презентираат овдека партии. Уште 5 секунди. Сите партии, а не сум ниту партиски, повеќе не сум ни симпатизер. Времето пројде. Времето пројде. Дали може би имаме нешто на Facebook? На Facebook имаме, да. Имаме коментар од нашиот Игор Јанковски, кој може да покажеме и нашите гледачи ја видат. Ако може, ако не ќе прочитам, ќе ме слушнете. Идеме. Здраво, Игор, да ја поздравам водители и да, треба награда, велам заслужена награда добијат нашите момци, бидејќи сме горди на нив. Покажа дека можат на вистина. Јас лично го сметам тоа за историски успех. И сам успеси ја реат и да бидат успешни во баражот. И ајде да размислуваме дека ќе успееме и да се пласираме на светско првенство. Поздрав и убава вечер ви посакам. Се надоврзал Игор и да се надоврзам, ми се допадна играта. Игра одлично и сам успех. Камо ли така да сме сложни и сложно навиваме за сам успеси. И секако ќе одвоиме време за прво гледачот, да одиме со гледачот најдобро. Дали се слушаме? Да. Повелете. Што беше темата? Колка награда за Колкава фудбалерите? награда, да, треба да им се даде на момците по успехот за квалификациите. И секако да издвоите што најмногу ви се допадне. Мислам дека по 100 евро треба да им се даде. Кафанче ово. Да, од Кафанчево си ја уваме. И па не ни е дома, Не си заслужија повеќе заслужија. Што би издвоиле од надпреварот, вака нешто што особено ви остави впечаток покрај головите? Го немаме веќе гледачот, сега ќе одиме со изјавата на Милевски. Токму така, Благо Милевски. Да се заблагодарам на сите они што се заслужни за ова. Тука мислам пред се на мојот претходник, нели он го почна овој циклус на надпревари и сите играчи кои беа дел, а веќе не се од репрезентација, што нели мартовскиот циклус они го беа присутни и благодарност до нив. Честитки до играчите, до момците, што и да се каже во моментов е малку за се тоа што го покажа не само на денешниот надпревар, него и на сите надпревари што се одигра во овој циклус. Дали го очекував? Па нормално дека го очекував, затоа што не би се бавил со оваа работа ако не очекувам да бидеме успешни, да имаме успешна работа, успешна соработка со момците, така да го очекував. Ете, тоа беше изјавата на селекторот Благо Милевски, а сега ќе слушнеме и изјавата на следниот гледач. Добро вечер. Здраво, здраво. Повелете? Јас сум на линија, добро вечер. Вие сте наред, да? Да, повелете.
Виете многу честитки до играчите за успехот што го постигнаа и им посакувам и понатаму во баражот да смогнат сила и да успеат некако да не издржуваат со учество на светското првенство. Толку за тоа, меѓутоа, многу сум гневен, да ви кажам право, што одредени кабелски оператори и Националната македонска телевизија не го пренесуваше надпреварот преку нашите телевизори. Сакам, пошто рекоте дека овој господинот, како се вика, го заборам, водител, дека е стручњак, нели, за спорт, беше на утакмици и слично. Да, бев. Да. Дали можете да по пат на ова истражувачко новинарство и слично да објасните на нас гледачите зашто правата за пренос на национална репрезентација се продадени, така да дел од македонските гледачи кои се приклучени на одредени оператори кои имаат нели во своите програми спорт клуб и слично да гледаат, а овие одредени, да кажем, арена или не знам што, не може да гледат. И за колку пари е продадено тоа право и за колку години ќе важи тоа да не може да се гледа на сит. Правото за пренос ги има откупено целосно Српскиот спорт клуб, така да никој од Македонија не немал никакво право. За секој пренос на секоја спортска утакмица, било што да е, сепак право има што ги откупа одредена телевизиска. Така да овој пат целосно правата ги откупи Српскиот спорт клуб. Од кого? Од УЕФА, предпоставувам, така да? Дали ќе издвоите, а се исклучивте, значи истече и времето. Одеме понатаму, очекуваме повторно некој да ни се јави и еве да зборуваме малку и за надпреварот. Кога бевте највжештени, најинтензивно се чувствувавте, кои минути би ги издвоиле покрај уфоријата која што е логична, нели, по давањето на голови. Тео, како беше на стадион, колку што можеме да видиме, беше преполно. Атмосферата беше одлична, сите беа заедно. Не може некој ми каже спортот не ги зближува, не ги зближува луѓето. Сите заедно, без разлика нација, сето тоа. Го дававме вториот гол за 2-1, сите гушнати, викаме заедно. Пак треба си на стадион за тоа да го видиш. Тоа е многу чувство. Еве, која минута ти ќе издвоиш, бидејќи таму на лице место беше? Од прва минута, како сите почнавме да пееме, разни песни изнапеавме, па секако наивачи сме. Имаше и свирежи, но со почет секако. Од надпреварот исто ми се допадна, сите минутажи на сите голи постигнати. Првиот, вториот и третиот, значи таква еуфорија, сето тоа се го. Најважната еуфорија сега која имаме јас и Тео, кога ќе ни јава дека имаме гледачи. Затоа велиме добро вечер. Ало. Повелете во програмата. Да, ве слушаме, повелете. За надпреварот Македонија со Ирска. Ало. Да, ве слушаме. Повелете. За надпреварот. Да, повелете. Првото полувреме го одигра супер. Да? Да, и? Чути, секој играч треба да знае каде да се постави во текот на утакмицата. Ве слушаме, повелете, продолжете. Најдобар играч е Барди. Барди? Барди. Одличен си, знае со пасови, точни пасови, секој пас точен. За награда на фудбалерите по 10.000 евра. Од играч? Предпоставам од играч. Да, гледачот најверојатно се исклучи, но важно бевте дел од Црвена линија. Сега на брзина да ви информираме утре зошто треба да бидете со Црвена линија. Од вас очекуваме да го споделите вашето мислење како ќе се подобрат односите со Бугарија со оглед на тоа што има промени по изборите таму.
Токму така, сега си знаете, следна е Гответе со Маја, па да видиме што ќе има за рушек за вечера, заедно се изготвиме, се видиме. Останете на Телма телевизија, Црвена линија. А од мене и Тео, довидување. Чао, чао.